И сите овие тврдини привлекуваат многобројни посетители. Гледам, видовме и самите, дека и локалната власт и централната се обидуваат дел од нив да ги вратат во живот и да им го вратат стариот сјај. Зошто е тоа потребно? Ќе дознаете од следниот разговор, а верувам дека ќе дознаете многу, затоа што денес ќе разговарам со господинот Трајан Зафировски, кустос советник во Археолошкиот музеј на Македонија. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, како сте? Ние сме одлично, а имаме и одлична тема. Уште кога се договаравме, споменавте некои работи за кои што верувам дека ќе им бидат интересни и на нашите гледачи. На почетокот над 100 тврдини има на територија. Дури повеќе, да. На Македонија. Поголемиот дел од нив се од средновековниот период. Да, поголемиот дел потекнуваат од доцната антика. Во средниот век имало тенденција да се реупотребуваат, како случајот што е со Баргала, да се реупотребуваат тврдините од доцно-античкиот период, да се реупотребуваат во доцно-средновековниот период. Тоа се периоди, двата периоди се периоди на немири и заради тоа фортификациите биле основни во тој период. Повеќето тврдини се врзани со тие повеќе се слојни, но овие два слоја се секогаш присутни. Дали тоа се работи за Скопското кале, дали се работи за Охридската тврдина, дали се работи за Исарот, дали се работи за Цареви кули. Секогаш ја гледаме оваа тенденција да таа тврдина некаде постоела во времето на Јустинијан во неговата градежна програма, за подоцна да биде ревитализирана дали од византиската власт, дали од српската власт во доцниот среден век. Она што е навистина интересно е тоа дека иако за голем дел од тврдините предпоставуваме, односно народот мисли и од домаќинето е дека се направени во времето на османлиите, апсолутно не е точно. Апсолутно не е точно. Османлиите се подвижна војска, мобилна војска, тврдините се за нив статични. Може да се види дека откако оваа територија ќе потпадне под османлиите и целиот Балкан, тие запаѓаат во заборав. Последните фази што можете да ги видите се најдоцна до 15 век, ке повеќето тврдини, освен ке Скопската тврдина која што го представува Скопскиот пашалак, каде што и си била стационирана војската, се дека не настанал Белградскиот пашалак и каде што се лиеле топовите. Останатите тврдини западнале во заборав, бидејќи не била воената формација адекватна за турскиот начин на војување, која што била мобилна, брза војска, која што не ги практикувала. И така, од времето на турците, некои од нив западнале во заборав и заборавени се и до ден денес. И поводот за кој што најмногу би сакала да зборуваме е тоа што Балканот како територија изобилува со вакви градби од средновековниот период. Ние можеби не сме имале како европјаните царски династии, кралски династии кои што би оставале не знам познае какви замоци, но затоа пак има вакви огромни објекти кои што во другите држави се... Не, сме имали и царски династии, кралски династии, него за разлика од Западна Европа, таа територија никогаш не потпаднала под османлиите и тие затоа се очувале тие замоци. Она што нас ни остана од пред османлиите, во времето на османлиите рековме е подзаборавено и заборавено до денес. Да, реално под наше остана е Скопската тврдина, можеби, реално што била употребувана, реупотребувана, што нема прекин во ниеден момент. Исарот Штип, веќе го спомнавте, тој бил напуштен до 17-тиот век, веќе има воена постава од 17 луѓе. Тоа значи веќе не е во функција, ниедна од тие тврдини веќе не се во функција, Самуиловата тврдина исто така. Сосема друг пристап имала турската армија спрема овие тврдини. Топот целосно ги обезличил. Турската армија ќе дојде со топови, најмодерни во тоа време, ќе би огромни топови, изработени, токави кои што би можеле да до 10 спрата објект да бидат високи. На кои што ги буткале ѕидовите на овие тврдини, веќе се видело дека ќе нема потреба, биле застарен метод на војување. Но во поново време голем дел од државите кои што имаат вакви објекти, фортификацијски објекти, ги обновуваат, прават огромни преубави туристички атракции, а ние каскаме веројатно Па, еве, општините пробуваат да направат нешто, помладата генерација веќе има слух, веќе ги има видено, дури нашите локални балкански народи веќе многу инвестираат силно во тврдините, можете, нели, веќе зборувавме за во Србија, за во Деспотоваc, за во Смедерево, тоа се фантастични тврдини, за Калемегдан во Белград, тоа е
континуирано инвестирање во нив, тие се тврдини кои што на крајот од денот се инвестициски исплатливи. Тие туристи кои ќе доаѓаат на Скопското кале сакаат да видат нешто. Ние имаме пристап кон тоа да немаме доволно, да не посветуваме доволно внимание, затоа што веруваме дека се финансиски неисплатливи, дека влечат само од буџетот. Западна Европа ни покажа дека тоа е баш спротивно. Франција во моментов има преку 10.000 замока кои што се дадени во приватно државно партнерство, кои што може да се земат под концесија, се отвараат ресторани, има многу агенди врзани околу тие замоци, целиот тој туризам, исто така и во Британија се случува. Потребно е да оваа помлада генерација сега, која што веќе светот е отворено поле, веќе не е затворено, да погледне како функционира тоа насекаде и таа агенда да се донесе овдека. Не се работи за толку големи средства, која што, например, оваа нашата држава не би можела да ги овозможи. Така. Се работи, например, зборувавме заедно за тврдината во Кожли. Таа би била гениална за нашиот транзитен туризам. Не толку. Само да кажеме наку со загледачите, тврдината во Кожле практично е покрај самиот пат Скопје-Велес. Секој што го возел тој дел од автопатот ги на својата десна страна ги видел кулите веќе што се уште стојат и таа представувала во средниот век била граница помеѓу српското средновековно и византиското кралство. Таа била доминантна тврдина која што би можела со мала ревитализација да се врати во функција и тоа да со мала измена во законските норми да се направи приватно државно партнерство и да се даде на некого под концесија и тоа да работи како ресторан, како хотел, исто како во Западна Европа. Има многу приказни што не знаеме да ги продадеме, условно кажано, на туристите. Да, реално е така. Еви со Скопското кале, еви имаме проблеми, значи 3 музеа кои што се уште не функционални. Не наплаќаме карти, никогаш не стигнавме да го довршиме до крај, стигнавме до некаде, ама не стигнавме да го обградиме, да го вратиме обзидието, како што било во сјајот например во Душановиот период. Не стигнавме тоа да се случи го пред крајот стигнав. Добре што го гледам Иван сега во Штип како оди кон таа Исарот да се среди. Морат да се настапи Националниот конзерваторски центар заедно во координација со општините да успеат да вложат труд и средства, јасно, за да се вратат овие тврдини и се ревитализираат, за да би биле поатрактивни за туристите што доаѓаат. Сепак имаме многу туристи. Само ние во археолошкиот музеј на годишно ниво примаме преку 40.000 туристи, кои што не се само наши државјани. Кои што, па веројатно најголемиот дел се странци. Да, најголемиот дел се странци, да. И они би сакале да видат. И они немаат проблем тоа да платат они околу оваа работа. Тоа што би сакале е приказка. Тоа што би сакале да може да купат некое мало магнетче за на фрижидер, да седнат у ресторан да испијат една пијачка, исто како сте биле некојаш во Саранда. Замокот на Саранда го нуди баш тоа. На Зајдисонце нуди вечера. И тоа е фантастично, преубаво над градот е целата тврдина, на Зајдисонце и цените се како што би требале за да се одржи таа средновековна тврдина, да се ревитализира. Значи, имаме потенцијал, имаме приказна, имаме што да понудиме на странците, немаме желба? Па до сега немаше слух. Не се континуирано, зборувано, дописи, некогаш има слух, некогаш нема слух. Еве можете слободно да се качите горе на Скопската тврдина и да утврдите дали е сама, да утврдите дали е запуштена или не. Да, бевме денес, утрово бевме на Скопската тврдина и гледачите ќе имаат можност да го видат тоа прилогот малку подоцна. Би сакала да се надоврземе царевите кули во Струмица. Да. Таму и лично имате Да, имам работено, да, нумизматичкиот материјал од цареве кули ми беше даден од моите колеги археолози што се од Струмичкиот музеј, обработени се тие, тоа се преку 1500 монети кои што се врзуваат со историјата на царевите кули. И да, царевите кули постоеле во античкиот период, постоеле во доцно антички, во рано античкиот, во доцно античкиот период и подоцна некаде веројатно околу 13-тиот век е тврдината повторно ревитализирана, случај како што е секаде. Доминантна е позицијата, фантастично е тоа за туристичко место, тамане над градот. И можеле таа приказка многу лесно да ја продадеме со многу малце труд. Што е она што ни недостасува желбата? Желбата веројатно многу бюрократи. Оваа држава е континуирано тој проблем, постојано се судираме со
веројатно премногу политика, веројатно би требало да сме на иста линија сите околу овие тврдини и околу културното наследство целокупно. Ние сме држава со 7000 регистрирани локалитети. Таква концентрација, можеби само Израел и Грција би можеле да се пофалат, ние на друго место на светот. Ние би требало да вложиме малце повеќе внимание во овие локалитети, бидејќи се финансиски исплатливи. Грција ни покажа дека е тоа финансиски исплатливо. 12 милиарди евра претходната година. Значи, територијално сме на еден одличен крстопат или одлична крстосница, каде што транзитираат голем број на туристи. Она што некогаш било основна стопанска гранка во државава, одамна веќе не зборувам за земјоделството, би требало да се свртиме кон туризмот. Зашто тој може да ни донесе многу. Меѓутоа, тоа не значи дека треба само да, кога станува збор за туризмот, да ги форсираме само Охрид, Дојран, Скопје како најголем туристички град, бидејќи најголема е фреквенцијата. Низ Скопје ние имаме територии кои што ни самите не ги знаеме. Така е, маркетиншки. Например, еве, да ве прашам, дали сте го виделе замокот во Пешна, во пештерата Пешна? Да. Тоа е гениално нешто. Тоа е, значи, таков отвор, тоа е вториот најголем отвор на пештера во Европа со замок внатре. Ние ако не можеме таа приказна да ја продадеме, ја не знам што повеќе би можеле. Значи, Скопското кале било доминантна тврдина во 11, 12, 13 век, било центар на душевното царство. Значи, ние имаме исто така и Охрид. Исто така било капитален град во 11 век. Тоа Самуил главниот град од Скопје ќе го премести во Охрид. Тоа се такви приказки околу тие тврдини, ние не можеме со нив да се снајдеме и да изработиме една маркетинг стратегија. Не знам зашто е проблематично во 21 век, каде што се функционира веќе, доволно е да се отиде до нашиве комшиски држави да видиме тоа како они го работат. И ќе ни стане на сите јасно. А го работат одлично. Дел од нив го работат одлично. Може само да позавидиме на тоа како функционира. Моја сугестија е тоа приватно државно партнерство и да се даваат да си сработат, да се ревитализираат овие локалитети и да се даваат на приватни концесионери, кои што ќе имаат обврска да ги одржуваат и да ги стопанисуваат. И тоа нема да го измислиме ние, туку само би требало да се преслика од земјите во кои што тоа функционира со децении на назад. Децении, ако не стотици години, верувате. Со оглед на тоа што сте вработен во археолошкиот музеј, морам да ве прашам, каков е интересот на луѓето на младите веќе и да не прашувам, тоа знаеме дека не е горлив проблем за археологијата, поголем дел од нив. За зборите за образование археологија? Да, за образование. Се помалку и помалку. Немаме доволно програми, немаме доволно можности, немаме доволно вработување, заради тоа и се овие проблеми со очувување на овие локалитети. Немаме доволно човечки ресурси за да се снајдеме со 7000 локалитети. Немаме доволно човечки ресурси за да ги одржиме збиркиве. Тоа се огромни збирки. Ние стварно ние сме држава со највеќе културно наследство или трето највеќе културно наследство во светот. Само мојата збирка во археолошкиот музеј брои 25.000 монети. 25.000 монети кои што треба да се документираат, да добијат инвентарни броеви. Каде се сите тие ископувања, работи, комисии, локалитети? Невозможно. Тоа зборуваме за Македонија во оваа денешна територија со денешните граници. Да, ако би зборувале за старата Македонија, тоа па би било невозможно. Не, еве да се задржиме на она што го имаме денес. Да. Она што е останато од Македонија, она што е наша Да би можеле 1% од тоа да правилно да го менаџираме, заштитиме и промовираме, би било фантастично. Постои ли начин како да ги заинтересираме младите луѓе за ова? Постои начин. Веќе имаме ние програми, еве почнуваме со тоа да ги заинтересираме најмладите. Имаме програми за по школите, каде што ги носиме основците да ја запознаат историјата на својата држава, да запознаат што значи да се биде археолог, да запознаат локалитети. Проблемот е понатаму што како државата ги осмислува долгорочните проекти со нас. Вработувањата, човечките капацитети се најголем проблем, затоа што локалитетите се многу, а ние сме многу малку. Може ова да профункционира, не е толку тешко да се изменаџира, може би се потребни луѓе, мали измени во законот и една централна институција која што би
би ги водела ревитализацијата на овие локалитети. Да не биде само паднато на општините, да не биде паднато на владата, него да се формира една централна институција која што би формирала, која што би ги враќала во живот овие локалитети и после со приватно државно партнерство би ги давала под концесии. Тоа мислам дека би го спасило, многу би ни помогнало. Приватниот сектор би се покаже на запад дека приватниот сектор е тој што ги одржува овие локалитети. Приватниот сектор го одржува и стопанството генерално. Да. Значи, истите тие кои што ќе заработуваат од тие локалитети, се истите тие што ќе имаат обврска да го одржуваат тоа. А на сето тоа финансиски кога ги исплатливо и државата нема да има проблеми околу И кога ви доаѓаат во музеот странците, од што се највоодушевени? Што се највоодушевени? Па беа од нумизматичката поставка моја. Сакаат да ги видат монетите. Ние сме држава која што е втора во Европа по монетаризација. На првите монети се појавуваат од дека 6 век пред наша ера. Првпат се појавуваат 7 век пред наша ера во Лидија и се од Електрум. Во 6 век се веќе тука. Така да ние сме држава со 2600 години монетаризација и се целосно фасцинирани, бидејќи едни скандинавци првпат се монетаризираа некаде во 16 век. И тоа монетите беа со димензии по 40 см. Така да 40 мм, да. Така да. Значи, веројатно и голем дел од нас малку ги знаеме. Да, ние имаме цивилизација многу долго. Затоа е многу чудно, а ова се случува веројатно со сите тие држави што имаат многу долго цивилизација. Морате да видите Стара Персија. Гледате што се случува со тој дел од светот. Веројатно и со нас веројатно осцилира таа работа. Не ми е јасно како може држава со такво културно наследство да придава толку малку значење на целата оваа работа. Но се надеваме помладиве дека ќе го сменат овој пристап. Јас искрено се надевам дека со тоа што во последниве неколку децении се испорашетавме низ светов и видовме што и како се случува, ќе ни проработи и нам малку умот да го покажеме оно ние што го имаме. Оти не треба да се срамиме. Оти со некои објекти рамо до рамо сме со останатите. Можеби и подобри. Како не, далеку подобри. Имаме монетарници кои што се Свети Николе Кнежија, например. Тоа монетарницата таму е од 5 век пред наша ера. Тоа се првите монети. Деронските племиња кои што ги коваат првите монети, концептот на монети бил незамислив за некој од Западна Европа. Самиот пристап психолошки да човек да прифати дека нешто толкаво у сребро би можело да вреди колку една крава е цивилизацијски и ментален скок. Тоа нас многу ни дава и право чудо е како во моментов ние не можеме да го видиме тоа. И мене ми баш изненадувачки што тие народи што доаѓаат од запад се целосно фасцинирани од оваа наша култура и целосно се мотивирани да може да видат нешто повеќе и да научат нешто повеќе. А еве тие што би можеле да направат некаква промена не прават. Па тие нашиот народ кој што е на позиција да направи промени, да го заинтересира своето население, не го прави. Затоа сме тука ние. За да зборуваме постојано дека треба да се обрне внимание на ваквите теми, да ги заинтересираме и граѓаните, а веројатно ќе успееме да ги потурнеме и тие што треба да размислуваат малку повеќе на овие теми, да се направи нешто. Така. Времето предвидено за разговорот ни измина, имаме уште многу теми, ќе се гледаме многу често, бидејќи убаво е кога гледачите ги запознаваме со ваквите работи, кои што уште еднаш ќе кажам, голем дел од нас и не ги знаеме баш толку многу. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте денес дел од нашата емисија. Фала ви.